Какви реформи се потребни на медиумите во Македонија? Дали функционира системот на саморегулација во медиумите или новинарите не се чувствуваат должни да ги почитуваат професионалните стандарди доколку не постои опасноста од парични казни? Ова се дел од прашањата на кои дискутираме во оваа дебата на Макфакс со моите гости, господинот Климе Бабунски, комуниколог, а господинот Насер Салмани, председател на Сдруженијето на новинари на Македонија, и господја Марина Тунева од Советот за етика во медиумите. Салмани, би почнала со вас со оглед на тоа што доста бурно реагиравте околу новиот предлог закон за медиуми и конкретно да зборувам за членот 61, дека треба да се укине, дека е вовед во цензура, но може ли малку појасно околу тоа зошто вака се доживува овој дел од законот? И дали навистина ќе навлеземе во цензура, владата сака да ги контролира медиумите како што тврдите вие? Дека ние тоа тврдиме, него тоа така е, затоа што така зборат стандардите. Ова е најдиректен начин на регулација на медиумски контент. Тоа во превод значи владата да ви кажува какво е добро новинарство. И според низиниот вкус, тоа што е надвор од незиниот вкус ќе биде казнато. Никаде во Европа тоа не се прави. И ја вчера тоа го кажав дека практично тоа е член член на вистината. Некој претендира во демократско општество дека ја знае вистината. Во тоталитарни режими има една вистина и таа е вистината на режимот и другото се казнува и се праќа у затвор. Меѓутоа, во демократско општество клучно е независноста на медиумите и плурализмот на медиуми. Никој не може да претендира дека ја знае целата вистина. Медиумите се обидуваат да трагат по вистината и секогаш тие имаат некој агол на гледање на работите. И никој не може да претендира дека тоа е целосната вистина која што ја кажуваат медиумите. И замислете, сега ќе направиме една споредба. Замислите колку лаги и спинови произведуваат политичките партии и владата. Што треба ние да правиме? Да бараме закон да ги казнуваме? Па ја ви кажувам дневно да седнам да ги анализирам соопштенијата и на владата и на опозицијата. Пола од тие се лаги, чисти лаги. Што треба да бараме ние? Закон за да ги забраниме партиите, да ги казниме за лагите што ги произведуваат. До толку е тоа апсурдно што ова го симплифицирам за да луѓето сваќаат што сакаат да направат. Мене ме радува фактот дека луѓето од владата тоа ја сватија. Ја сватија грешката и мене ми е драго што се коригираат. Меѓутоа тоа треба да го видиме кога владата ќе го помине законот ќе го усвои практично и тогаш да видиме дали навистина она што го зборуваат и го применуваат. Така, само да појаснам дека поканивме и представник од владата, но во комуникација со министерот за транспарентност и отчетност господинот Роберт Поповски појаснија дека оценуваат дека е рано за присуство нивно во вакви дискусии се додека не е завршена или целосната финална верзија на законот. Има уште една многу битна димензија на ова работа. Значи ние сме членка како држава на Советот на Европа. Сме ја ратификувале Европската конвенција за човекови права. Во членот 10, во став 2, јасно се дефинираат за што може да се ограничи слободата на говорот. И тоа да биде неопходно во едно демократско општество и да биде пропорционално. Кога ќе ги споредите основите во членот 67 и Европската конвенција, ќе видите дека таму има една широка лепеза врска. Не можете вие слобода на изразување да ограничите како на вас ќе ви текне. Ние сме сепак европска земја. Така, една од забелешките е дека тоа буквално би значило укинување или занемарување на Советот на етика кој е задолжен за саморегулација. Ќе ви збори Марина, токму тоа им е прашањето во таа насока. Дали се чувствувате загрозени од Советот на етика на медиуми, дека тоа значи буквално бришење на ова тело? И како ми е прашањето функционира пак досега, дали има ефект од постоењето на Советот за етика? Вака, иако не би го сватила можеби толку целосно фаталистички тоа дека би се избришал и укинал Советот за етика во медиумите, сепак овие одредби, односно овие предлози ние ги доживеавме како атак на саморегулацијата.
надоврзувајќи се на ова што го кажа колегата Салмани, ние апсолутно сме против тоа да се казнува за начелата на професијата, како што е изречено во член 143, односно предлогот да се казнува за начелата. Тоа е прашање на саморегулацијата. Ние војувавме една долга битка за да се етаблира Советот за етика во медиумите, борејќи се на различни начини да допреме до јавноста, правејќи го тоа се уште. Во тој процес знам дека патот не е едноставен, меѓутоа потребно е време да се доразвие саморегулацијата. Ние буквално чувствуваме дека доколку продолжи да се фаворизира таа идеја, ќе се скратат крилјата на едно тело кое што допрва се развива и кое што е прилично активно за околности во какви што сме. Значи, да земеме предвид дека се соочувавме со разни ситуации на дебакал во професијата, на страшно голем непрофесионализам и кога почна да заживува тој механизам на пријавување на случаите на погрешно и непрофесионално информирање и тоа да доаѓа како одзив од доста страни во општеството, од државни институции, од меѓународни мисии, од буквалниот претседателот на државата, од граѓани, граѓански сектор, тука мислам дека навистина треба да му се даде големо значење на Советот за етика во медиумите. Значи, ние исто така реагиравме пред некој ден, следејќи таа дебата на која што присуствувавме, дека не треба да се маргинализира значењето на ова тело. Се чувствуваме второстепени доколку се фаворизираат вакви теми. Така, доколку се озакони практично идејата за... И во таа смисла ги поздравуваме ветувањата во оваа фаза, дека тоа нема да се случи. Ние исто така сме благодарни и на фактот дека на една од седниците на владата одржана во септември, буквално се изразила силна поддршка на системот за саморегулација, па да очекуваме таа конзистентност и понатаму. Да не се случуваат препреки на тој пат на поддршка силна на системот на саморегулирање. Добро, тогаш имам едно друго подпрашање, пак малку од другата страна. Како, еве, господине Бабунски, сметате дека ако се укине овој член, како ќе се зауздаат, практично кажано, оние медиуми кои досега не ги почитува стандардите на професионално известување? Сведоци сме, кажавте вие Тунева, дека тоа траеше со години. Мислам, не само што не известува според стандардите, имаме медиуми кои буквално ја извртуваа реалноста. Не само тоа, туку дали отсуството нема да предизвика и изголемување на непрофесионалност, затоа што ако навистина немате граници, тогаш сами си ги поставувате онака како што во моментот ви се чини дека ќе имате повеќе корист или помалку корист. Ова е многу интересно. Границите во Европската конвенција. Не. Има граници. Работите секогаш кога се гледаат од еден аспект се различни ако се гледаат од друг аспект или ако се гледаат од повеќе аспекти. Еве зошто. Значи, ако почетна теза е дека навистина не може да има реформи во општеството ако нема реформи во медиумскиот систем. Тоа значи дека треба да видиме сериозно кои се потребите на општеството и тоа да ни биде рамка каков закон ни треба и што и на кој начин треба да се регулира, затоа што тоа што треба да се регулира овде во Македонија не треба да се регулира во некоја друга земја или тоа се регулирало, на пример, во Соединетите држави со воведување на fairness доктрин, на доктрината на праведност, која е исто така, а тоа е направено крајот на 20-тите, почеток на 30-тите години, општеството се соочувало со се само не со професионално новинарство. Тоа е периодот кога радиостаниците никнувале како печурки и кога јавноста била навистина изложена на невистини, а не на информирање. Реално гледано, јас мислам дека ние сме во некоја таква ситуација или бевме. А кој е тој што треба да кажува што е вистина, што значи, ако зборуваме за зрелост на професијата и за расипливоста на материјалот во секоја професија, сведоци сме дека во Македонија професијата заради себе си и заради општествените прилики падна на испитот на зрелоста. Паднавме ние како држава. Имено, затоа велам, заради општествените прилики. И сега што, да чекаме да
пораснеме сами од себе, докторите да престанат да примаат понекогаш пари под маса, новинарите да престанат да примаат пари под маса, политичарите да престанат сами од себе. Да ве прашам, колку кодекси за избори пред секои избори се подпишани, па никоме ништо. Мислам, нели, повторно зборуваме за говор на омраза во изборите, повторно за црни кампањи. Кривичен законник за тоа, зашто не го спроведува? Значи, за мене одговорот е не во бришење на членот и не во бришење на казните на членот, туку во спроведување на членот. Се додека тоа е оставено само на затоа што добрите пракси што и ти ги спомнуваш. Дали сте работеле некогаш као новинар? Тоа ме интересира. Добрите пракси што и ти ги спомнуваш се примери за таа конвенција која ја спомнуваш. И многу други земји во Европа ја имаат подпишано, ама на пример регулаторното тело во Обединетото кралство има сериозни инструменти каде што може да казни. Има и свој кодекс објавено во соработка со медиумите што ги регулира и јасно е дека тој кодекс треба да се почитува. Значи, во Европа незаобиколива ставка во медиумската политика од 2003-2004 година е корегулацијата. Ако ние не чувствуваме потреба и свест дека тоа треба да се воведе кај нас, затоа што видите, не можеме да се уште да живееме како посебни островца и да тврдиме дека тоа е вистинскиот начин, а да не се упатиме на меѓусобна сериозна дискусија и анализа, каде институцијата регулатор, во нашиот случај агенција, греши или не греши, затоа што видите, Македонија на нивото на слободи се наоѓа медиумски последна во регионот. И сега имаме изјави дека не ни се брза со реформите во законите и во медиумската сфера. А како тоа да не ни се брза? Како ние можеме да очекуваме нешто да се реформира во општеството ако не ги реформираме институциите, а тоа се програмскиот совет на МРТ, советот во АВМУ, кои представуваат институции на власт во рамки на медиумскиот систем. Ако таквата власт нема ингеренции никого да казни, можеме да прашаме дали имаме ефикасна власт во медиумскиот систем. Дали ќе и дадеме на таа власт само иницијативно, без корегулација да казнува, тоа е вистинското прашање. Во Данска регулаторното тело и во Шведска исто имаат ингеренции. Тоа се земји кои се на врвот на скалата. Ниедна европска земја не изрекува казни за професионални стандарди. За објективно известување, за избалансирано известување, тоа е апсолутно. Токму во таа насока и сакам да Марина, извини, само една интервенција. Нас, замислете, ние сме земја, според Freedom House, неслободна земја за медиуми. И Климе ми вели, тоа го кажува Климе, за да не направат слободни, треба на владата, односно на агенцијата на медиуми, да ни кажува каква е слободата. Апсолутно. Климе тоа не го вели, тоа го кажувате го криво. Не, значи, зборуваше како се спинува, затоа што ова е пример на спинување. Не, ја го упростувам за да не сватат луѓе. Не, луѓето не се глупи. Не треба да го упростуваш. Работата е многу едноставно. Ние сме во вакво дередже затоа што медиумите се контролирани, разбирате? Ние за да ја подобриме, да го кренеме квалитетот, треба да ги ослободиме медиумите. Тешко на тоа новинарство што треба слободата и професионалноста да им ја донесе владата или некое владино тело. Нема слобода во тоа. Нашиот пристап беше многу едноставен. Дајте, тргнете ги парите од јавните пари од медиумите, затоа што тоа беше еден начин да се корумпираат медиумите. Дајте, кренете го јавниот сервис, затоа што клучен во приказната е јавниот сервис. Не можете вие да ги решавате последиците. Ние не се бавиме со причините зошто сме во ова дерече, туку се обидуваме со последиците. Тоа е исто како докторот, наместо да седне да ја диагностицира
болеста, за да одреди диагноза, се бави со последицата, дали има температура, дали не знам. Затоа викам, пристапот е погрешен. Ако се обидуваме ние да воведеме нови ограничувања, тоа е погрешен. Не, тоа се постојни ограничувања, не се нови. Јас на ова би се надоврзала и со тоа дека баш треба и на причините исто така да се фокусираме, да не одиме далеко во историјата. Да анализираме што се случуваше со медиумите во последниве 10 години и каде лежеше проблемот. Проблемот лежеше во контролата од страна на различни центри на моќ на медиумите. Зарем ни треба репликација на истиот модел? Зарем некаква моќ треба да контролира како ќе работат новинарите? Историјата, различните пракси покажале дека најдобар лек за непрофесионалноста во медиумите е да се остави самите колеги да си се регулираат меѓу себе. Односно да се саморегулираат. Тука не ни е потребна власта тоа да го прави. Значи, јас апсолутно се согласувам дека тоа е во превод опит за цензура и повторно за самоцензура. Проблем кој што обстојуваше најмалку 10 години. И сведоци сме на таа пракса. Доаѓале лично колегите ни го кажувале тој проблем. И знаеме зошто е така. Не ја поценувам моќта на новинарите, на медиумите да проценат што значи погрешна пракса. Ние не сме тука за да им солиме памет како треба да ја спроведуваат професијата. Тие добро знаат, но знаат дека и последицата, како што вели и Насер, произлегува токму од таквите практики, од мешањето на државата. Од тие причини ние и како Совет за етика постојано апелираме дека државата треба да ги тргне рацете од овој процес на саморегулација. Добро, и навистина треба да се дозволи самите медиуми да ја прават, да ја градат таа професионална пракса. Еве имаме уште дополнителен аргумент. Говорот на омраза се казнува во Македонија. За говор на омраза одите во затвор. Кажете ми еден, не новинар, било кој што се служил со говор на омраза да заврши во затвор. Зошто? Ама има закон. Имено, токму тоа и Триеска го кажува. Ама ние не сме против тоа, некој у затвор да оди за говор на омраза. Не е проблемот дали има. Овој систем кој што е изграден во Македонија нема да казнува, него ќе те заплашува дека ќе те казнува. На нив не им е битно дали некој ќе биде казнет со 5000 евра. Ама самиот страв кај новинарот, кај директорот на медиумот, дека ќе може да биде. Тој од уплав дека ќе бидат казнати, тие нема да го пишуваат и тоа што им е дозволено. Затоа погрешен е правецот. За клевета, имаме закон за клевета. Бујрум, кој ме смета дека некој новинар клевети бујрум на суд? Не, ама 61 не зборува за клевета. Па затоа е именно, проблемот. 61 зборува за професионалните стандарди. Не, професионалните стандарди со закон не. Не. Значи, мора да бидеме начисто. Ако сакаме да тогаш имаме... тие не се професионални стандарди, тоа ако сакаме да имаме одговорна професија, одговорна пред кого? Пред општеството, пред власта или пред собствениците? Пред граѓаните. Ако имаме систем кој познава регулаторно тело, или ќе му дадеме власт на регулаторното тело, а не давајќи му власт на регулаторното тело, оставаме подмаса собствениците и власта да се договорат какви медиуми ќе имаме. Тоа беше предпоставена ситуација. Не, тоа е реална ситуација. Тука и под прашање. Тоа е реална ситуација, затоа што ако регулаторот има затворени очи, уши и затворена уста, тој не може да каже јас мислам овака и овака, ама што ако он мисли кога тоа не произведува никаква последица? А како ќе се мери тогаш практично под прашање како ќе се измери? Имено, затоа цело време зборувам корегулација. Значи онаму каде што функционира системот, конечната одлука не зависи од една институција. И самиот збор кажува дека треба во рамки на медиумската индустрија и се признава автономија. Највисоко тело во медиумската индустрија е регулаторното тело, но за такви одлуки, за спроведување на такви делови од законот се признава автономијата на професијата. Во таа смисла не се потребни пресконференции со министри, не се потребни декларации на владата. Имате институција која е формирана за да ги креира, води, наблюдува случувањата, состојбите во медиумската индустрија. Таа институција има отчет пред највисокото тело во државата, парламентот, односно собранието, и таа институција е во
за сите работи од таква природа е во постојано, како да кажам, деловна комуникација со она што е саморегулаторно тело. Значи, тоа не значи, како што, еве кажете, кога и што почнавме погласно да го слушаме дека во Македонија имало агенција која треба да се грижи за состојбите во Македонија, кога се изменија членовите, кога 92 се размножи у еден куп членови од законот. Ама знаете вие колку... Што кажа агенцијата? Ништо. Затоа не велам. знаете колку пријави за тој член 92 има за медиуми? Дали некој... Огромен. Еве сега ние вчера презентиравме заедно со колегите од Институтот за социолошки... Значи, има повеќе од 50. Значи, тоа е идејата, да ти произведе пријава, закана, внимавај, може да те казнам, 100.000 евра беа казните по тој основ. Имаше. Значи, немојте да влеземе со страф, со наметнување, значи, со закани, ништо. Има една убава изрека во македонскиот, со сила убајна не. Ама замислете сега како би било, еве да го илустрираме, да не импровизираме, значи во таа смисла, еве денеска правиме дебата, разговараме. Се знае дека во професијата е потребно да има рамнотежа, да има објективно изнесување на информациите. Што ако случајно некој од тие стандарди не ги исполниме ние? Треба глоба да плати телевизијата? Кој ќе процени? Марина, токму затоа. Дали се застапени сите стандарди? Нешто ако сгрешиме сосема случајно или полунамерно, намерно веднаш да има импликација со глоба. Не. Што личи тоа? Значи, токму затоа не случајно кажав. Регулаторното тело донесува кодекс. Тој кодекс не може да стапи на сила без да го помине филтерот, без да го помине филтерот од оние кои треба да се придржуваат на правилата. Таму има еден став, вика, ги почитува хуманите односи. Што значи тоа, бре, луѓе? Епа. Тоа се толку широки дефиниции. Едно е да бараме недопирливост, а друго е да бараме професионалност. И во таа смисла, ја мислам дека не треба да се... За тоа ќе те казни со 5.000 евра, Не може да ме казни. Суштината на добар закон е да биде конкретизиран со одредени подзаконски акти. Во таа смисла, не случајно, во оние земји каде што држат до слободата, донеле кодекси, донеле некои подзаконски правила, и сето тоа не е оставено на Климе како ќе му се бендиса или на Насер како ќе му се бендиса, него постои пишано правило. Ама колку пати треба да повториме дека законската регулатива во Македонија е генерално добра. Каде беше проблемот? Во нејзиното неспроведување. Секаде, во секое време, буквално во секое време го кажуваме ова. Зошто не се фокусираме на тој проблем, туку се фокусираме на нови потенцијални експерименти? Не, нови ограничувања, што е најстрашно. Значи, буквално доживам како да се прави експеримент со професијата. До кога ќе бидеме подложни во оваа професија? Некои од политичарите, ја затоа тоа го замислите, сега ние да оценуваме колку вистини кажуваат партиите преку нивните соопштенија, преку владините... Треба да оценувате новинарите, медиумите, ама затоа ние немаме сила со пари да ги казнуваме. Овие барат со казни да не казнуват. Ние имаме ли таков инструмент? Да речеме дека владата лаже, дека растот ќе биде 3, колку беше, а сите зборат дека тоа не е остварливо, што треба да ја казниме сега владата? Па дали не ја казнувате кога ќе објавите тоа? Па моралната санкција, тоа ние кажуваме дека во професијата повеќе делува моралната санкција. Јас сум работел 4 години во Советот на честа на земја. Верувајте колку жустро моите колеги реагира кога ќе ги јавно ќе ги критикувавме. Дека овој текст не е согласно со кодексот, сте го прекршиле. Овој член заради ова, овој член заради ова. И дајте тој механизам да го развиеме. Во Норвешка, бевме во Норвешка 100 години имаат само регулација и пак има проблеми. Немојте да мислите дека ние преку ноќ преку ден ќе ги не се решаваат тие работи преку. Не може така да се прават споредби. Вие правите споредби со Велика Британија. Зошто не може?
Затоа што мислам дека и Марина беше на презентацијата, Насер имаше човек од ЗНМ. Норвешкото, ајде да кажам, норвешката професија новинар подразбира еден куп други институции, еден куп други пишани документи и сосема поразлична пракса од оваа овде. А зошто е праксата така кај нас? Затоа што уредувачката политика ја контролираат партиите. Нашите потреби не изнедриле, не произвеле, нашето општество не произвело една поразвиена инфраструктура во рамки на професијата. Зошто не постои медиум во Македонија? Говорот на омраза на Миленко, на не постои медиум во Македонија. Зошто? Затоа што тие работеа за предходната влада. Дека сме имале оваков и оваков притисок од власта. Не постои медиум во Македонија кој објавува дека на уредувачки одбор е решено ова или нешто друго или нешто трето. Значи, медиумите не се транспарентни како стопански субјекти. Медиумите не се транспарентни како уредувачка политика. За медиуми. Зошто? Како да ги оставиме ова е недотирливи за законот? Добра поента на Климе. Агенцијата има надлежност да транспарентноста на сопственоста да ја истражува? Има. Не само сопственоста, не е прашање само на сопственоста. Зошто ние имаме нетранспарентна? Прашање на уредувачката политика. Идејата на власта не е да ги прави медиумите. Има член во законот се регулира, агенцијата бара одговори од медиумите, па промена на сопственоста. И на крај што имаме нетранспарентна уредувачка политика, сопстvenичка структура. Еве уште еден пример. Пред некое време се случи промена на сопственоста на една голема телевизија. И знаете како се случи таа промена? 5000 евра платија удел или како се вика тоа и стана сопственик шоферот на сопственикот. Дали вие мислите дека ова не треба да биде објект на истрага на агенцијата? Зошто агенцијата тоа не го прави? Затоа што телевизијата добро си тераш. Сега знаете како тоа е мало прекршува. Ако телевизијата малку излезе од рамката на она што треба да биде според нив, тогаш на маса ќе остави. Чекајте вие, како вие се случи ова да го промените на ваков начин? Значи, немојте решението не е во давање на поголем стап на власта да ги дисциплинира медиумите. Напротив, власта помала моќ. Ја не велам дека овој пристап за кој ние се залагаме, дека одма ќе даде резултати. Ја знам дека нема да. Меѓутоа ќе почне моите колеги да сфаќаат дека некои работи не треба да се прават. Не дека не треба, не смее. А само едно потрашање, што ако тоа не се случи во догледно време? Дали тогаш ќе бараме со закон да се решава или што ќе правиме тогаш? На кој начин? Еве ја ви кажувам, ви тврдам. Еве фатете ова нека остане како сведочење. Нека власта ги казнува тие што ги напаѓа новинарите. Има 55 напади на новинари, ниеден не е расветлен. Нека повелат господата, нека ги изведат луѓето пред лицето на правдата, ќе видите каков ефект ќе има тоа. Нека се тргнат парите од јавните пари во медиумите. Нека се крене јавниот сервис и нека се зголеми транспарентноста на институциите. Ја ви тврдам дека 50% од овие проблеми кои што ние сега се соочуваме со известувањето на медиумите ќе легнат на свој. На тоа би додала само ако ми дозволите и решавање на случаите на говор на омраза и дискриминација по различни основи. Ние сега буквално се најдовме во ситуација во која што судиме од сега па натаму, а не за штетите што се предизвикани во новинарството наназад. Имаме бројни случаи, еве низ пракса на Советот за етика во медиумите, тоа ни се потврдувало цело време. Говор на омраза во медиумите, дискриминација по различни основи, дискриминација по етничка припадност, дискриминација поради сексуална ориентација, поради политичка афилијација и така натаму. И сега, она што сме го правеле, свесни за нашата улога, дека станува збор за саморегулација и со самото тоа за морални санкции кон медиумите, ние постојано сме упатувале апел до институциите да профункционираат.
Имаме повеќе такви институции. Зошто не ги решавале тие случаи? Зошто не се решаваат случаите на валкање на новинарството? Токму поради тие случаи ние имаме едно такво стигматизирање на целата професија. Зарем нема да се согласите дека има и професионални медиуми и колеги кои што буквално си ја работата како што треба. Многу сум против тоа стереотипизирање и стигматизирање на професијата. Да ги решиме најголемите проблеми, да се повикаме на тоа што постоело, тоа не треба се пикне под тепих, тоа се случаи кои што треба да бидат решени, бидејќи постојат, документирани се. Тоа ќе биде потврда дека говорот на омраза во Македонија нема да се толерира. Ако старите примери се санкционираат, новите ќе се размислат два пати дали да користат говор. Така, тука сме веројатно едногласни сите. Го споменавме неколку пати јавниот сервис. Тоа беше исто така една од најкритикуваните, ми се чини, делови од законот на онаа дебата пред неколку дена за медиумски реформи која се случи. Дали оценувате дека 0,7% е доволен буџет за јавниот сервис или да се вратиме на она околу 1% како што се залагате веќе подолго време од за нас? Сосема е погрешно да си играме, нели, во ниедна земја јавниот сервис не е по идејата како мали ѓокица замишља јавен сервис. Постојат сериозни стандарди, меѓународно признати, постои пракса од еден куп европски земји, па и не европски на крајот на криштата, во рамките на Commonwealth-от, моделот на BBC е реплициран и во Канада, и во Австралија, и така натаму, и така натаму. Она што загрижува од една власт од која сите очекуваме да биде антигруевистичка, е тоа што они си дозволуваат да ја укинат радиодифузната такса. Парите кои служат за финансирање на јавниот радиодифузен сервис, наместо да одат транспарентно, да одат во рамки на проценти, како некоја ставка во буџетот, а при тоа претходно да не се води сериозна јавна расправа. Дали е правилно да се укине радиодифузната такса и да се замени на оваков начин финансирањето? Дали зголемувањето произведува подобрување во програмата? На каква програма ќе бидат потрошени тие 0,7, 1,2% од буџетот и така натаму? Дозволете, ако некој некогаш видел буџет или воопшто на една организација, на една невладина организација, не е прашањето дали првите 3 ставки абсорбираат 30% или вторите 2 ставки абсорбираат 30% или 0,2% од буџетот, туку што ќе се финансира со тие пари. Јас се уште не знам што ќе се финансира како програма, како производство во тој медиум. Тоа е едната работа. Уште поважно е дека тој популизам не држи вода. Значи, ние сега треба да се чувствуваме ослободени од давачките што ги правевме секој месец за МРТ, ама извинете, не сме толку недоветни, затоа што сега, всушност, со амин од некого од професијата, се дозволи државата да ни ја стави раката во мојот, во вашиот джеп, без да ме праша, затоа што и тој буџет е од наши пари, граѓански пари. Овака барем јас ја ставав како граѓанин секој месец раката во джебот и давав пари. Они нити министрите, нити пратениците вадат од своите плати за да стават 0,7% во буџетот. Тоа се случува од нашите пари. И тука е тој проблем на брзоплетост. Јас тврдам дека потребна е побрза динамика во спроведувањето на реформите што се однесува до медиумскиот систем, но не брзоплето. Ова е производ на брзоплетост, затоа што ако е поинаку изведено, ако има јавна расправа, дискусијата можеби треба да трае и 20 години ако некој не ја разбира и ако некој не ја научи. Значи, во Финска година и пол траеше дискусијата кога од радиодифузна такса преминаа на буџетско финансирање. Шведска одлучува дека минимум 6 месеци ќе трае таа дискусија.
Дали ние имавме месец дена дискусија во државава, Немаме што и дискусија за како ќе МТВ, правиме разговараме. со... Не. Па ајде да ти речеме колку- интензивно може би од пржинските преговори Може- некаде. не, Ама не, пржинските Мора на тоа преговори, се- пржинските Така, преговори меѓутоа не не беа произведоа дискусија во собранието нити во јавноста. Сето беше завршено по кратка постапка, да се подсетиме. За затворени врати. Да се делот и подсетиме, се договорија четирите партии во собрание и рекоа ние вака решивме. Значи тоа не е израз на нешто што не охрабрува, дека многу сме го смениле курсот и дека сега се движиме во добра насока. Ова мислам дека е сериозно, а Климе знае дека не е така и тврди, значи се обидува да Не, Климе е доволно умен Не. да каже што знае Не. и да тврди тоа што е Не, точно. ама знаеш дека А ти си бил импутирањето- повикан на тие дебати, значи Не сум дебатите бил за повикан. како не си Добро, бил. да се држам Не Сте сум биле бил повикан. повикан. Имаше- Дури, Значи- дури и странците рекоа, смешно е да се зборува колкава ќе биде Таква. таксата радиодифузна, односно буџетот на МРТ, а претходно да не се зборува за програмата. Да те подсетам, Еве- форумот на новинари пред неколку месеци, во тоа се зборови на Питер Ван Хаутен. Да те подсетам. Вака, Околу значи Тоа е тоа. се изјавувањето на прави, средствата се за- комплицира работата без потреба. Која е емисијата? Не, на воопшто јавниот- не е Еве ќе комплицирана. ви кажам, затоа што ја барем ЗНМ знае што збори. Не, не, И ЗНМ ние- не знае што збори. Не, ЗНМ знае затоа што ЗНМ за таа проблематика работи од 2010-та. Може уште 2000 години да работите. И ги знаеме сите податоци. Значи, Добро, сметате Не, дека податоките- е во ред укинувањето на таксата и дека е потребен буџет од 1 од 100, дека не, ова што вика Климе дека тоа е многу убаво, фино да речеш, не треба да се укине таксата. Ама како да ја собереш? Има ли решение како да Има. ја собереш? Нема. Значи, Нема. прашање на политичка Се волја, додека- цело време не, до сега Климе, да, ама зборуваме јас те дека... слушав, сега дозволи ми Извини, да се... дека законите не се спроведуваат затоа што некој Не. не сака да ги спроведе. Отсуство на политичка волја. Ама Кога како ја законот сега- за радиодифузна такса не сака да се спроведе, тоа е отсуство на политичка волја, заради одредени Ама интереси не секоја разбираш, бе, власт Климе. вика јас Затоа ќе што- ги Ама, финансирам ало, работите. Одговорноста зошто не ги гледаш работите такви какви што се. Што велеше претходната влада зошто не собира таксата? Криве УЈП, криве Не, е бе, претходната Ама влада слушајте даваше бре, пари. Ама слушајте што ви кажувам. Зошто ние го поддржавме, ја поддржавме укинувањето на радиодифузната такса. Затоа што не сакаме и новата власт да ни рече криво е и УЈП, криве тој третиот, криве Станко, криве Петко. Не постои автоматизам. Тој систем може да функционира единствено ако во рамките на јавниот сервис се создаде департмент кој е одговорен за собирање на таксата. Сами да си ја собера таксата. Вие знаете дека таму пред колку години Гордана Стошич го укина тој дел. Сега да го вратиме е малку потешко. Значи ние знаете на што ми личиме на јавниот сервис? Ми личи на еден човек у кома, у ургентен центар. Не, он е мртов. Прикачен, Ние немаме не, јавен уште не е сервис. мртов. Не, мртов е. Уште не е мртов. Немаме јавен И сервис. дише на апарати. И практично политиката одлучува кога ќе ги исклучи ќе му даде апаратите, кислород. да. Така така, е, или така ќе живее. Што треба да направи јавниот сервис? Еве многу едноставно е, бројките се многу брутални. Споредете ги вие по глава на жител колку ние како држава двоиме пари без разлика. Како радиодифузна такса или како се вика тие донации што владата ги дава за разлика. Добро, сите пари на сите купче. пари на купче, ние даваме околу 4 евра по глава на жител. Дававме. Со ова сега, одиме уште подоле. Европскиот просек, европскиот минимум е 12 евра и тоа е Бугарија. И сега некој ми вика мене, ама тоа се доста пари, ама знаеш лошо се користат. Море луѓе, 12 евра, 3 евра, нема тука муабет. Башка, македонската радиотелевизија има многу поголеми обврски од другите јавни сервиси. Српскиот јавен сервис произведува програма на српски и не знам на маđarски дали во Војводина има некоја локална телевизија. Македонската телевизија треба да произведе програма на македонски јазик, посебен канал сега на албански јазик, треба да отвори нов канал за малцинства, другите малцинства. Треба да ја развие дописничката мрежа. Климе, Така нема е, тројца така дописници има македонска радиотелевизија. Тројца. И тие немат камера. Нема програма на локално ниво. Односно програма Што за значи локално... тоа?
МТВ е во долгови до гуша. За Сега, правила мртва само е. цело време Не постои ни јавен кажуваат, сервис не е во 20%, Македонија. 25 милиони, 30 милиони, кој знае до кај ќе стигне? 30 милиони. Кажете ми мене, сите овие обврски. А дигитализацијата да не зборим, уште Забранета тема. Не се почнати. И сега вика, еве ви 15 милиони, кршете главе. А претходната влада во 2016 даваше 19 милиони. А владата вели ќе ги зајакнеме капацитетите. Со 5 милиони помалку. Не, ако не сакате Луѓе. да си ја признаете грешката, тоа е друга приказна. Но Не, апсолутно ние стоиме на тоа дека таксата апсолутно не сакате да ја признаете тоа е грешката. фино звучи, но не оставливо. Сите во до 30 ноември завршува тој е термин кога Просторот за забелешки, сите што при срце и при ум го имаат медиумскиот систем, ќе ги стават своите забелешки на ЕНР. Како редакција, направете една табела, кој вика дека е укинувањето на радиодифузната такса добра работа, а кој вика дека е лоша работа, да видиме резултат на крајот од играта. Да не се повторуваме повторно. Во што е суштината, методологијата, овде се работи за искривена методологија, дека постои автоматизам во решавање на проблемот, оживување на МРТ, со тоа што финансиите ќе доаѓаат со подпис на влада, на некој министер, од министерство, со тоа што тоа ќе биде буџетска ставка. Ама парите и за судството доаѓаат од подпис на министер. Автоматизам. А зошто не е проблем да има затоа што тоа не гарантира дека е зголемено влијанието на јавноста врз производството на МРТ. Дали судството е независна власт? На проблемот. Ние не го решаваме проблемот на овој начин. Еве, судството е независна власт, така? Како се финансира судството? Од буџетот, така? Имат независен буџет. Зошто тоа да не биде и со македонската радиотелевизија? Да има посебна ставка, тоа не исклучува промена на системот. Значи, дали тоа значи дека тоа е само начин на финансирање. Проблемот со МРТ, зошто Македонија нема јавен сервис во радиодифузијата, затоа што нема влијание јавноста, одделните сегменти. Што беше партизиран тоа. Јас токму во тој дел се согласувам со Климе. Зошто се фокусираме единствено на делот на финансирање? Значи се согласувам во делот дека треба се води сметка и за програмата. Тоа прашање се отвори на последната дебата. Меѓутоа, што пак имплицира тоа како момент? Дека тука треба се размислува и за членовите во програмскиот совет. Буквално сум била сведок во ситуација во која што член на програмскиот совет вели дека ќе направиме листа кој смее да ја наблюдува нашата работа. Како тоа да се направи таква листа? Кој смее? Промена на значи, програмскиот како ќе дозволиме јавноста да има? Еве, Климе отвара прашање јавноста каде е во процесот. И Совет УАВМУ се првите чекори. Јавноста треба, апсолутно дека јавноста треба да има удел во работата на овај јавен сервис. Самиот збор го подразбира тоа. Меѓутоа да водиме сметка што се случува и внатрешно. Значи, едната дебата со другата не е исклучена. Не знам зошто има разбирање дека финансирањето, дека само моментот на финансирање. Тоа сакам да кажам. Ама забелешките на ЗНМ се однесуваат и на тоа нов програмски совет, покачени финансии, зголемена транспарентност и отчетност на МТВ. Така, само дури после доаѓаме до финансирање. Тоа ми е мене. Ова е грешка у чекори. Колку време се задржавме на дебатата за етичкиот кодекс на македонската радиотелевизија? Дали памтите, колеги, колку време траеше тој процес? И на крај добивме еден документ од, не знам, 70-100 странички. Никој јавен радиодифузен сервис нема таков тип на етички кодекс. Толку многу се фокусиравме на формата, односно постоеше фокус на формата, а суштината не беше спроведувана во пракса. Може би сите тие прашања повторно треба да се отворат. Како функционира етиката, но со вистинските луѓе на вистинските позиции. Со луѓето што го доведува МТВ во ваква ситуација, апсолутно, за ова што го збориме не може да се оствари. Да привршиме околу дискусијава за МТВ, сосема за крај имам уште едно прашање околу тоа дали сметате дека треба да бидат вклучени порталите, бидејќи имаше и таков предлог вчера од страна на министерот Манчевски, а дојде и од дел од дискутантите на дебатата организирана. Видите, една од причините, ја мислам дека владата треба да работи на креирање доверба со новинарските и медиумските организации. Ако се наруши довербата, ќе биде
проблем, затоа што министерот Манчевски едно збори кога ние сме со него у канцеларија збориме, друго збори во јавност. И тоа влијае на нарушување на довербата, затоа што ќе помислам јас кога мене у 4 очи ми вели јас лично сум против тоа. А во јавност вика, па ја мислам дека тоа е добра идеја. И јас што треба ја да мислам? Како утре да седнеме и сериозно да разговараме? Ние сме апсолутно против таа работа, затоа што ние секогаш нашите ставови ги базираме на некои документи. Има препорака на Советот на Европа која кажува за слободата на интернет. Тоа го засега правото на луѓето на пристап на интернет. Препорака на Советот на Европа сака да се надоврза. Советот на етика имаше и големи, досега има случаи каде што токму порталите се оние против кои има поднесено некаква реакција или донесена некоја одлука или пак се жалеле новинарите од порталите, гледам од оно што можев да го видам. Затоа сакав да ве прашам дали мислите дека треба да бидат вклучени во законот за не, ние цело време се залагаме порталите да бидат подложни на саморегулација. Исто како што е и за другите медиуми. Значи, апсолутно саморегулација е препораката, ја спомна Насер, тоа е препорака на Советот на Европа од 2016 година. Никако не смее да се забрани слободата на изразување. Значи, никако не смее да постојат ограничувања во таа насока. Она што е битно, еве и според таа препорака што ја спомена, битно е да се анализира причините кои што водат до таков тип на известување. Пак ќе се вратиме на дискусијата. Зошто така известува интернет порталите? Поради тоа што законот не функционираше. Поради тоа што институциите не го спроведуваа законот. Говор на омраза, дискриминација, неказнети појави. Во суштина би рекол дека зборуваме за отсуство на политика и на субјект кој треба да ја спроведува или да ја креира или да ја наблюдува и да ја извршува таквата политика. А се работи за индустрија. И токму затоа што крахираше Советот во рамки на АВМУ, ние немаме сериозни индикатори кои ќе не упатат докаде, што и како треба да биде регулирано, а очигледно дека во Македонија има потреба да се менува од време на време, паралелно како што се менува индустријата на информирање, забава, што во суштина се медиумите, ама сега нели не се само телевизиите, туку се и интернет порталите и така натаму и така натаму. Например, еве за Европа во последнава година е типично дека расте слушаноста на речиси мртвото радио. Тоа значи дека се менуваат наспроти порталите, наспроти интернетот, се менуваат нештата и сега ако имате тело кое треба да ја управува индустријата, работа е да се оцени дали сега треба да обезбедиме побрз развој на радиото, избалансирање, урамнотежување на различните медиуми или треба да создадеме повеќе пари да се извлече за некој си буџет, наметнувајќи поголеми давачки затоа што има поголеми профити овде или онде. Значи, тие основни, како да кажам, основната свест, што е задача на власта во рамки на медиумите, кај нас очигледно не постои, не функционира. Само многу е битно, Марина, изуми тоа да го кажам. За крај нека биде нешто кратко. Многу едноставно е. Ние направивме една анализа за токму за ова, потребата треба, не треба, и што откривме? Не е проблем отсутство на закон, не се спроведува законот. И нешто уште побитно. Во рамките на СЕМ донесува правилник за зачленување на интернет порталите. И таму има одредени услови. Да се објави собственоста, главен уредник, импресум, да го почитува кодексот да го почитуваат кодексот. Ние може таа дискусија да ја насочиме на овој правец. Тие што не сакаат да видат дел од саморегулација, позитивна дискриминација, сами нека се одлучат. Не сакам јас како Насер Салман или како новинар или како представник на ЗМ да кажувам ти си новинар, ти не си новинар. Не, сами ќе се определат. Ако сме новинари, почитуваме етика. Еве каде е Советот на етика. Тоа се случува, значи се абстрахираат тие. А тој што не сака да почитува етика има работа. Се изолираат самите. Значи тоа е најдобрата казна, условно речено. Самите да се изолираат.
А не ние да им кажуваме вие не сте медиуми. Не е наша работа. Сами ќе се исклучат. Очигледно не е исцрпна дебатава и не знам дали е доволно просторот за забелешки за законот. Со години треба, трае. да, веројатно мора да трае. да има дискусија и по донесувањето можеби на законот. Јас ви благодарам на тројцата што бевте дел од дебатата на Макфакс. Се надевам ќе има просторите повторно да дискутираме за потребата од реформи во медиумите, но во позитивна насока. Ви благодарам.